Организација на жени од Струмица ги демантира исказите на граѓанското движење Стоп операција Сорос, искажува на пресконференција во саботата. Најостро ги осудува, ги квалификува како тешка лага и клевета и во целост ги демантира. На пресконференција беше посочено дека Организација на жени на општина Струмица и дел од организации на чии што сметки легнувале милионски суми кои биле користени за партиски активности и цели на СДСМ. Остро ги отфрлуваме ваквите груби клевети и навреди. Средствата на Организацијата на жени никогаш не биле и нема да бидат користени за цели на било каква партија. Ваквите измислици имаат за цел само да ја деградираат работата на нашата, но и останатите граѓански организации кои согласно ги артикулираат проблемите во општеството. Организација на жени не е наменски формирана за некои цели, како што наведуваат господата Чилиманов и представниците и останатите представници на граѓанското движење Стоп операција Сорос. Нивната цел, предпоставувам, е да го нарушат интегритетот на Организација на жени и имиджот кој што досега го има стекнато во заедницата. Сите добро знаат какви проекти реализирала Организација на жени во минатото и сега. Од тука грубо искажаните клевети и невистини од страна на движењето Стоп операција Сорос ги отфрламе како невистините и ги демантираме и повторно потенцираме дека Организација на жени не работи по ничија наредба, ниту на фондацијата Отворено општество, ниту пак е некаков партиски клуб, како што наведуваат од движењето. Ние, затоа бараме извинување од господинот Чилиманов и останатите представници на движењето СОС. Од Организација на жени велат најостро ја отфрламе и квалификацијата дека сме организација која работи по наредба на фондација Отворено општество Македонија. Предпоставува дека господата од граѓанското движење Цветин Челиманов и Никола Србов се запознаени со фактот дека граѓанските организации се автономни и независни во своето работење. Организација на жени не работи во ничии наредби, туку едноставно според целите активностите дефинирани во своите акти, утврдени од страна на сопствените раководни и управувачки тела, а поради грубите невистини и клевети изнесени за наведената пресконференција, бараме јавно извинување од представниците на движењето во рок од 7 дена. Велат од Организација на жени, во спротивно ќе поднесат тужба за навреда и клевета.